Добар ден, пладнени вести на Канал Плюс со информации за актуелните случувања на почетокот на работната недела. Еве ја кратката најава за делот со држините. Средните училишта денес и утре ги отвораат вратите за полуматурантите. Резултатите од првото јунско пријавување ќе бидат познати задутре. Општина Зрновци планира неколку проекти, меѓу кои регулирање на коритото на Брегалница, асфалтирање улици, изработка на урбанистички планови и обнова на водоводната мрежа. Кривична пријава за работи проби штипјанец кој измамил неколку штипјани кои сакале со подкуп да се обезбедат социјални станови, инвалидски пензии и возачки дозволи. Денес и утре е првото пријавување во јунскиот уписен рок во јавните средни училишта за учебната 2015-2016 година. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 24 јуни. Средните училишта на истокот располагаат со 3128 слободни места. Идните средношколци може да се пријавуваат за упис во средните училишта. При пријавувањето, учениците треба да поднесат оригинални свидетелства од 6 до 9 оделение, извод од матичната книга на родените и пријава за запишување која е бесплатна, а истата ученикот ја подигнува од училиштето во кое сака да се запише. Средните училишта на истокот располагаат со вкупно 3128 слободни места, од кои само во Штип може да се запишат 1054 полуматуранти, во Кочани 680, Проби Штип и Делчево 272, Виница 340, Берово 306 и Македонска Каменица 204 полуматуранти. Целиот персонал, раководството на гимназијата веќе се подготвува за упис на нови ученици. Значи, еве сега ги испраќаме матурантите и подготвени сме на 22-23 да ги пречекаме деветооделенците. Ги поканувам да се запишат во гимназијата и да бидат дел од големото семејство на гимназијалци. Во делот на музичар изведуваш, кој што е поинтересен, веќе видот и бројот на инструменти е многу зголемен, односно инструменти кои што никогаш ги немале, со тоа веќе ни е оркестарот комплетен. Така во последните години многу интересни се ударните инструменти, за да претходните години гитарата беше како еден од така поинтересните инструменти. Застапен е фаготот, застапена е обоата, неколку години наназад застапен е и тромбонот. Така да покрај стандардните овие инструменти, значи сепак имаме и новини за кои што има голем интерес. Ние очекуваме ова година приличен број на ученици, бидејќи правиме презентации по основните училишта во градот и надвор од градот од Штип. Имаме многу убави смерови, тоа се конфекцијски и компјутерски оператор, 4-годишно образование, конфекцијски техничар, техничар за обувки, техничар за конфекција и 3-годишно образование реформирано за прв пат беше лани, меѓутоа немавме ученици. Оваа година ми се чини дека сите 5 прелеки ќе бидат исполнети. Условите за запишување на учениците се да имаат завршено основно образование и да не се постари од 17 години. Критериуми за избор на учениците се среден успех на ученикот од 6 до 9 оделение, дипломи од освоени места од меѓународни и републички надпревари и средна вредност од поени добиени за поведение. Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во два уписни рока – јунски и августовски, со 2 пријавувања во јунскиот и 1 пријавување во августовскиот рок. Со следниот прилог одиме во Делчево, каде ученик на генерацијата која завршува со основното образование е Кристина Петровиќ, која освои бронзен медал на државниот надпревар по математика. Најдобриот математичар од регионот инаку ученик во Општинското основно училиште Свети Климент Охридски и официјално се прости од училишните клупи. Ученичката Кристина Петровиќ, како потврда за постигнатите резултати, заслужено го понесе епитетот ученик на генерацијата. За неа овој успех значеше и отворен пат за продолжување на средното образование во престижната гимназија Јахја Кемал во Скопје. Моите највредни награди се државните награди, каде во 7 деление освоив 3-та награда на државно ниво, во 8 деление освоив 1-ва награда и сега во 9-то оделение исто така освоив 1-ва награда, значи тоа е математика, а исто така физика, минатата година освоив пофалница и оваа година освоив 2-ра награда. Значи јас бев на приемен испит за гимназијата Јахја Кемал, каде се стекнав со 100% стипендија и сега моето образование, значи средно, го продолжувам во гимназијата Јахја Кемал во Скопје.
Наставничкиот колегиум на чело со директорката Валентина Михаиловск се повеќе од задоволни што ученичката Кристина Петровиќ во текот на изминатите години беше најголемиот промотор на Делчевското основно училиште. Тие честитајќи го успехот и посакаа многу подобри резултати во средното образование. Нашата комисија за оценување на првенец на генерацијата едногласно се согласи дека првенец на генерацијата во нашето училиште ќе биде Кристина Петровиќ. Нејзина најголема пасија или нејзин најумилени предмети се математика и физика, па така во овој случај ќе видите дека математика и физика се најважните дипломи кои што таа ги добила на државен надпревар. Има учествувано на надпревари по англиски, има учествувано на меѓународниот надпревар по Кенгор, на Олимпијада по математика. Покрај сите постигнати успеси во ово училиште, целиот наставнички колегиум заедно со мене и посакуваме успех во незиното понатамошно образование. Инаку, освен Кристина, од училишните клупи на Општинското основно училиште Свети Климент Охридски од Делчево се простија вкупно 85 полуматуранти. Најголем дел од нив средното образование ќе го продолжат во родното Делчево. Денес во Кочани градоначалникот Радко Димитровски и представници од надлежните институции одржуваат состанок за превенција од пожари, како да се намалат опасностите од пожари во летниот период и како граѓаните да се вклучат во превентивните активности, се дел од темите на денешниот состанок во Кочани. Општина Зрновци до Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој поднесе 4 проекти од витален интерес за животите во општината во вкупна вредност од 25 милиони денари. Еден од проектите е обнова на секундарната водоводна мрежа во 4 зони во Зрновци, која ќе обезбеди ист притисок на водата во сите зони. Општина Зрновци до Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој поднесе барање за обезбедување финансиски средства за промена на секундарната водоводна мрежа, која опфаќа 3 зони на население. Станува збор за проект кој ќе реконструира водоводната мрежа во населеното место во Зрновци, во должина од 7,5 километри, чија вредност ќе изнесува 13 милиони денари. Ваквата промена е потребна и од големо значење за Зрновци. Во моментот жителите со вода се снабдуваат од изворите на Зрновска река во планините на Плачковица. Овде водата е прогласена за најчиста во регионот на неодамно одржаниот форум "Водата за живот по сливот на река Брегалница". Пробиштипјани наскоро ќе добијат 2 нови тениски игралишта, се да комплетира богат спортски комплекс за рекреирање и спортување на пробиштипјани. Наскоро ќе бидат пуштени 2 тениски терени во Пробиштип, кои се во завршна фаза од изградбата. Терените се дел од проектот на Агенцијата за млади и спорт. Со изградба на игралиштата во Пробиштип ќе се дооформува спортско-рекреативниот центар. Во најбрз можен рок, односно во следниве неколку дена, ќе се завршат сите овие постапки. Ние како општина ја уредуваме околината околу тениското игралиште. Тоа е инвестиција од околу 1 милион денари од средства обезбедени од страна на општина Пробиштип, односно од буџетот на општина Пробиштип. Се работи за пристапни патеки, хортикултурно уредување, како и изградба на трибини на овој прекрасен спортски терен. Најчести корисници на повеќенаменското игралиште во Пробиштип се младите, а за децата постои детско забавно игралиште. Со изградба на тениските, Пробиштипјани ќе имаат терен и за овој спорт. Ова е прво поголемо игралиште од ваков тип во овој дел на градот, со што ќе им се обезбеди можност на многу млади да спортуваат и ќе представува вистински спортски комплекс во кој граѓаните, а пред се младите ќе можат интензивно да го развиваат спортскиот дух и адекватно да го надградуваат својот спортски талент. СВР Штип поднесе кривична пријава против 24 годишен пробиштипјанец поради сомнение дека сторил продолжено кривично дело измама. Тој се товари дека во период од август минатата година до февруари годинава довел во заблуда неколку штипјани кои ги убедил дека имат познанства со високи функционери и им ветил дека ќе им помогне во добивање социјални станови, возачки дозволи и инвалидски пензии, за што им наплаќал различни суми во вкупна вредност од 3300 евра. Сторителот е лишен од слобода.
Со целовечерен концерт на Кут Ристо Донев учителот во петок официјално започна Штипското културно лето. Посетителите беа презадоволни од концертот кој ја презентираше македонската традиција. За љубителите на класичната музика, вечерва во уметничката галерија Безистен предвидена е вечер на пијано со почеток во 21 часот, на кој ќе настапат членови на клавирскиот одел при Универзитетот Гоце Делчев. Се е подготвено за второто издание на музичкиот фестивал True Sound of Каменица. Потврдени се изведувачите меѓу кои италијанскиот диџеј Мануел Деламаре и босанската атракција бендот Злостер. Фестивалот има за цел да ја промовира и афирмира урбаната култура и начин на живот. Македонска Каменица се подготвува за второто издание на музичкиот фестивал True Sound of Каменица. Потврдени се главните звезди на фестивалот, италијанскиот диџеј Мануел Деламаре, кој ќе настапи на 3 јули, и босанската атракција бендот Зостер, чиј пак настап ќе биде на втората фестивалска вечер на 4 јули. Покрај нив уште низа популарни имиња ќе бидат дел од овогодишниот фестивал. На првата фестивалска вечер покрај Деламаре ќе настапат и локалниот диџеј Darkman и бугарските диџеи Double D и диџеј Диас. На втората фестивалска вечер пак ќе настапат македонските хип-хоп звезди Елде Пистолеро и Тонио Сан. Организаторот на фестивалот подготвува уште неколку изненадувања за двете фестивалски вечери. Инаку промотивниот пакет дводневни фестивалски влезници е веќе пуштен во продажба по цена од 200 денари, а влезници може да се набават во културно-информативниот центар Романса во Македонска Каменица или на самиот влез на фестивалот. Инаку True Sound of Каменица 2015 има за цел промоција и афирмација на урбаната култура и урбаниот начин на живот. Фестивалот е поддржан од општина Македонска Каменица, Рудник Саса и уште од неколку локални фирми и институции. Старо нов градоначалник на единствената македонска општина во Албанија е Едмон Темелко. Кому ова му е трет мандат на функцијата. Темелко беше кандидат на единствената партија на македонците, Македонска алијанса за европска интеграција. Советнички места очекуваат во повеќе општини. Со своји листи за советници партијата учествуваше во 16 од вкупно 61 општина. Уште две лица починаа во Јужна Кореја од блискоисточниот респираторен синдром МЕРС, со што вкупниот број на починатите е 27 лица. Вакцина против овој вирус не постои. Во светот, според Светската здравствена организација, до 16 јуни се регистрирани 1321 случаи на зараза. До сега се починати над 450 лица. Чилијанските власти денеска прогласија вонредна еколошка ситуација во престолнината Сантјаго и во регионот околу него. Над 900 фабрики привремено ќе се затворат, а издадена е забрана за движење по улиците за околу 40% од вкупно 1,7 милиони автомобили во Сантјаго. Жителите на чилијанската престолнина се советувани да не се движат на отворено. Мерката е воведена во моментот кога земјата е домакин на континенталното фудбалско првенство на Јужна Америка, Копа Америка. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска од оваа седмица го има најдобриот ранг во двете конкуренции, поединечно и во двојки на ВТА листата. Таа со новите 18 поени од турнирот во Романија се проби на 367-то место со вкупно 96 поени. Додека пак во конкуренција на двојки Ѓорчевска се наоѓа на 278-то место со вкупно 203 поени. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска на најдобар можен начин ја комплетираше одличната недела на фјучерсот во Тарсус, Турција, кој се играше на земјана подлога за награден фонд од 10.000 американски долари. Нашата тенисерка и следната недела би требало да има подобрување на рангот, бидејќи поените од двојната победа во Тарсус од изминатиот викенд ќе бидат забележани следниот понеделник. Познати се сите 8 екипи кои се изборија во четвртфиналето на Копа Америка. Со одигрувањето на надпреварите од групата С, Бразил ноќеска ја победи Венецуела со 2:1 во последниот надпревар од групата и со тоа го обезбеди првото место. Од групата С во претходните дуели Перу и Колумбија одиграа без голови, со тоа што и двете селекции обезбедија четвртфинале. Репрезентациите на Уругвај и Колумбија како две најдобро третопласирани изборија четвртфинале, бидејќи освоија по 4 бодови, додека Еквадор имаше 3 бодови. Во четвртфиналето ќе играат
Чиле Уругвај на 24 јуни, Боливија Перу на 25 јуни, Аргентина Колумбија 26 јуни и Бразил Парагвај 27 јуни. Надпреварите досега ги завршија Венецуела заедно со Еквадор и Мексико од групата А и Јамајка од групата Б. Ова е се во ова информативно издание на Канал Плюс. Повеќе информации гледајте во дневникот во 16:30 и секако на веб порталот kanalplus.mk. Пријатен ден!